Во втората половина на 20-тиот век започна брзо и драстично зголемување на бројот на семејствата со еден родител. Во приказна ќе посветиме внимание токму на семејствата со еден родител. Годишната Бојана Томашевска е само едно од многуте деца кои пораснале во самохрано семејство. Мајка ми која се разведуваше, ние константно зборавме цело време и си кажувавме како да бидеме спремни на што не идува, како ќе ни биде, дека ние сме поддршка и јас и сестра ми за да биде храбра, заради тоа што се гледаше дека и треба поддршка од некој. И среќна сум што јас и сестра ми можевме да бидеме тоа за неа и секако она за нас. И тој процес, нели, по разводот, иселување, интегрирање, адаптирање на одреден финансиски сегмент и тие работи, нели, секако и го прифаќаш тоа што ти се случувало, се навраќаш и тој период е малце тежок, заради тоа што сваќаш уствари на вистина што се случувало, заради тоа што во моментот кога поминуваш низ некои работи, мораш да ги поминеш и некако ги притиснуваш во себе. И после тоа се може да искочи, нели, на површина. И тој период е малце тежок. Мене искрено тоа ми беше најтешко, бидејќи произлегуваат тие стресови што си ги притискал, разбираш што се случувало, имаш проблеми да се адаптираш во нова околина. И тоа е малце тешкиот период, се разбира и финансискиот дел, многу нормално. Ама потоа некако станува се полесно кога ќе сватиш дека си ја направил вистинската одлука, дека тоа е добро за тебе, твоето здравје, твоето семејство. За неа, нејзината мајка и сестра, соочувањето со новата реалност не било лесно. Секоја ситуација е различна, но повеќето е многу тешка, особено на почетокот. Нели, онаа транзиција додека да се интегрира, сте биле во различен вид на семејство, сега е во друг вид на семејство, различни приходи, различна динамика, различно се. Некои луѓе, например, имаат проблеми со живењето, например, живееле претходно во еден стан или куќа, сега не знаат каде ќе идат, дали ќе имаат за да идат негде. И исто така многу луѓе заради тоа остануваат и трпат работи, што не е во ред. И е многу тешко и затоа можам да разберам дека не секој ќе биде спремен на тој чекор. Ние бевме свесни дека многу ќе биде тешко, прво дека имаш и економска криза, второ и дека буквално си идеш у нешто што не ти е сигурно, треба да бидеш многу спремен и психички, физички, финансиски, за се што ти не идува. И не знам, ние бевме спремни, беше многу тешко, многу беше тешко, ама бевме свесни. И многу сум среќна што го направивме тој чекор. Уште од почетокот имавме проблем со ненавремено плаќање на алиментацијата, споделува Бојана. Имавме наплаќање на алиментација со месеци. И сега, например, со платата на мајка ми живеевме ние три. И колку можеш да живееш на плата од 30.000 денари во тоа време? Во нашата земја многу стравови и предрасуди се уште го попречуваат животот на родителите и децата од еднородителските семејства. Предрасуди имаше дефинитивно. Сега јас дека изгледав малце постара, па тоа не ме застегаше толку многу, но да замислам дека например некој прво оделенче, второ оделенче, не можам да замислам како ќе му биде заради тоа што децата тоа што го слушаат дома го носат во школа и од школа преминува на некој друг. И сигурно би било многу потешко. Ние кога правевме муабет со мајка, тоа се збореше со месеци, имаше години. Тоа се случуваше и за време на короната и процесот беше онака многу одолговлекуван. И се спремаш и само нешто ќе искочи, ќе се изблокира од институциите, па немале термини, па немало време, па требало ова, па требало она, па заради ковидот се влечкаше. И мене тоа многу ми ствараше тензија, заради тоа што не знаеш у кој момент ќе треба да станеш и да се отидеш. И у тој период се случуваат уште мал милион работи што уште повеќе ти го влошуваат живењето буквално. И некако живееш на некој сив живот. Не е толку црн заради тоа што гледаш некоја светлина на излез, ама пак е онака
цело време се собира, нешто се случува, нешто и не се прекинува. Кога знам дека утре станувам и си идам, никогаш не знаеш дека тоа е тој ден, например. Тешко е бидејќи нема поддршка од институциите, настрана од тоа што нели општеството не ги баш прифаќа тие луѓе. Страшно е, ама се преживува онака. Сега можам да кажам дека е полесно, бидејќи сум го преживеала и веќе 4 години сум дел од таква семејство и станува многу подобро од како нели ќе се интегрирате и може мене така ми беше времето, бидејќи бев стана веќе полнолетна, па сега некој полесно можам да ги поминам тие проблеми. Ама се зависи од времето. Како ќе ги прифатат општеството, леле, зашто сега така еден родител, тоа не треба да е така, но во ред се случуваат тие работи, зашто да не им направиме место каде што ќе се чувствуваат прифатени, тие се сосема нормални луѓе, како и секој еден од нас. Системот има многу недостатоци, кои дополнително ја продлабочуваат несигурноста во тие веќе кревки животни мигови. Фрустрирачки, нормална фрустрација. Заради тоа што ми е логично државата да сака да си помогне на своите државјани, нели? Ти живееш таму, го градиш општеството, помагаш во развојот на него и се тоа се стои, нели? И се вртиш и, например, ти треба помош, се вртиш и никој нема. Као сам си на себе, ама ние тука сме, постоиме, кога да се каже дека постоиме, а ништо не се случува. И многу е фрустрирачки тоа, само тоа што убаво е да има некој да те поддржи. Особено во такви ситуации, заради тоа што све има, е многу страшно. Во тој момент навистина е огромна поддршка. И влијае тоа како ќе се интегрираш и да знаеш дека некој има да ти помогне не само финансиски, психолошка помош, поддршка да знаеш дека не си сам, дека имаш каде да отидеш да те насочи некој доколку ти е потребна било каква помош. Тоа е од многу голема важност, бидејќи и на тие луѓе идат во некој преоден период каде што не знаат што ќе се случи и некој да им каже дека се ќе биде во ред, ние сме тука за тебе, навистина многу ќе им значи. И на секој човек тоа му треба за било кој сегмент во животот, не само во такви ситуации. Денес Бојана е полнолетна. Таа има право на алиментација до својата 25-та година. Нејзината животна приказна ја иницирала одлуката да стане дел од Сдруженијето Млади од семејна разновидност. Јас за Сдруженијето дознав откако моите се разведоа. И затоа и толку сакав да се вклучам во Сдруженијето, бидејќи видов што се прават за другите фамилии и колку се трудат всушност да се подобри ситуацијата на овие семејства во државата, да бидат слушнати, да бидат видени и интегрирани во законот, да бидат признаени, бидејќи сакали или не ќе тие постојат. Ние ако се свртиме, они се уште ќе постојат. Не значи како не гледаме и мижиме на тоа дека не се случува тоа во општеството. И многу ми беше мило што ги најдов, бидејќи откако нели се случи тој развојот, имавме уште стотици проблеми, они ми помогна на како да се снајдам со правна помош. Правевме иницијативи за други семејства и други деца и млади од такви фамилии, нели за да се чувствуваат прифатени и да видат дека има некој што стварно ќе им помогне. Сдруженијето Млади од семејна разновидност бара државата да основа алиментацијски фонд со цел ниедно дете да не остане без алиментација. Би било алиментацијски фонд од причина што тоа многу би помогнало во сигурноста на децата и родителите кои што се грижат за тие деца, да имаат сигурност дека имаат средства за да можат спокојно да живеат, да имаат основните потреби како храна, облека и останати работи. Во светот расте бројот на родители кои сами се грижат за своите деца. Во најголем дел од овие семејства се самохрани мајки, а 15% во ЕУ се самохрани татковци чија социоекономска состојба е многу подобра од таа на самохраните мајки. Во земјите членки на Европската Унија 4% од семејствата се еднородителски, според податоците на Евростат за 2020 година. Но уделот на самохрани родители варира од земја во земја.
Например, највисок е процентот во Шведска, каде 34% од семејствата со деца се еднородителски, а во Хрватска пак само 5% од семејствата со деца се еднородителски. Во 2023 година 14% од домаќинствата со издржувани деца низ 27 земји од Европската Унија биле домаќинства со еден родител, претежно предводени од мајки, покажуваат податоците на Евростат. Тенденцијата на еднородителските, односно на самохраните семејства во Европа, односно во Европската Унија е зголемена. Најмногу ги има во Шведска, односно 34% од самото население се води како еднородителско семејство, иако таму нема нема разлика кој што е поделена дали се базира на самохрано семејство или еднородителско семејство, него видот кога едниот родител сам го одгледува детето или децата, се подразбира како самохран родител и затоа Шведска представува една земја каде што 34% од населението се токму вакви семејства. Оно што се случува на европско ниво се рефлектира врз македонското семејство. Може би некогаш не ги следиме трендовите паралелно, но за неколку години дефинитивно не стигнуваат. Анализите во 2021 година ни покажа целосна промена на демографските трендови, како и промена на семејната структура. Ни се намалуваат традиционалните форми на семејство, имаме се повеќе нуклеарни семејства, мајка, татко и деца. Бројот на членови во семејствата ни се намалува од 3,6 во 2002 на 3,1 сега. Ни се намалуваат бројот на бракови, а ни се зголемуваат бројот на разводи, што значи дека ако во овој момент, односно во 2021 сме имале 13,3%, веројатноста на процент да се зголемува овој процент е голема, особено имајќи предвид дека во Република Македонија немаме системи за семејна поддршка и семејна едукација. Самохраните родители обично имаат помалку финансиски и временски ресурси од домаќинствата со двојки родители. Ризикот од сиромаштија кај самохраните мајки изнесува 30% во споредба со семејствата кои се состојат од двајца родители, каде што овој процент изнесува 17%. Други ризици со кои се соочуваат родителите кои сами се грижат за своите деца се невработеност, принуденост на работа со половина работно време со цел да се балансира професионалниот со приватниот живот, влошено физичко и ментално здравје, стапката на депресија е мошна висока кај самохраните мајки и проблеми во градењето трајни нови врски. Во светот многу држави им даваат бенефиции на самохраните родители. Освен паричните надоместоци, децата имаат приоритет за запишување во градинка. Центрите за згрижување им излегуваат во пресрет на самохраните родители, добиваат надомест за домување, имаат даночни олеснувања, родителите имаат право и на дополнителен годишен одмор. Кога зборуваме за потребите и за проблемите на овие семејства и какви политики ги има во другите држави, гледаме да почнеме во државите во околу нас, но што се однесува до европските земји, се разбира дека скандинавските земји се најдобро рангирани според овој дел, односно Шведска, Финска, понатаму Данска, каде што на некој начин тие се предводници на социјалната политика и во Европската Унија, бидејќи самата Европска Унија добива практики од нивните држави и така на некој начин овие семејства се регулираат во Европската Унија. Првото нешто што мора да го забележиме тоа е финансиската сигурност која што ја дава самата држава. Второто е родителската грижа, односно грижата кон родителот, флексибилното работното време, законот за работни обврски кон родителот кој што овозможува една подруга работна атмосфера и средина каде што самиот родител може да се прилагоди за потребите на детето, но и за потребите на самото семејство кој што ги има. А третото е се разбира дека тие родители таму не се гледаат многу како маргинализирани или загрозени, туку имаат еднаков пристап, не зависат како да се социјално загрозени, туку имаат една еднаквост према останатите, исто како и према останатите граѓани. Децата од земјите од регионот веќе ги добиваат средствата од тамошните алиментацијски фондови кога еден од родителите не учествува во нивното издржување. Законот за привремено издржување на деца од алиментацијскиот фонд во Црна Гора стапи на сила во ноември 2022 година,
А веќе во текот на следната биле исплатени средства во износ од над 64.000 евра. Ако почнеме од регионот, најдобра држава која се рангира сега е Црна Гора, бидејќи во самиот устав, како и во Србија, но и во Хрватска, но пред се во Црна Гора, самохраните родители се наоѓаат во уставот на држава, а уставот е највисокиот правен акт кој што мора да се почитува и мора сите закони да потекнуваат од самиот устав и да се базираат на основа на уставот, што кај нас е доста различно, бидејќи самохраните родители кај нас не се наоѓаат ниту во законот, туку се наоѓаат во еден правилник, во делот на поемник, каде што они се објаснуваат. Црна Гора понатамо има посебна грижа во однос на малите деца кои што имаат потреба во градинките, во однос на додатокот за образование кој што е доста повисок за разлика од Македонија и се разбира кој што имате на посебна пракса со алиментационен фонд кој што е воспоставена и веќе гледаме дека 3 години поред успешно функционира и гледаме дека по примерот на Србија, Црна Гора е добар пример за имплементација на социјалните политики кои што може да парираат на едно европско ниво. Од самото раѓање на детето, па се до средното образование или до високото образование, детето има континуираната поддршка и насочување од страна на државата за тоа што и самите држави ги имат и потребите, бидејќи и Европска унија се соочува, дури и државите на Балкан се соочуваат со имиграција, со намален наталитет, па така е многу важно они да се поддржуваат во одредена област, бидејќи сами ќе придонесат во општеството, а не да заостануваат или на некој начин да не може да си овозможа да се надоградуваат, бидејќи и со тоа не само што трпи личноста, туку и трпи и самото општество. Какви видови на самохрани родители, самохрани семејства постојат? Во нашата држава законот толкува неколку, 2-3 видови на еднородителски самохрани семејства, додека пак низ мојата работа со организациите со кои раководам, тоа е речиси 1,5 деценија, низ работа со самата целна група, дојдовме до 10 различни типови на еднородителски семејства и различни типови или подтипови на самохрани родители. Тоа подразбира еднородителски семејства и самохрани родители кои имаат различен тип на настанок, различно потекло на самохраност или различно потекло на еднородителство. Би значело родител кој сам чува дете во пракса, иако можеби фигурира на изводот на детето уште еден родител. Но низ секојдневието сам го чува тоа дете, а другиот родител не поднесува никаква одговорност за истото тоа дете. Законот овие родители ги игнорира. Исто така и сите други поврзани подзаконски акти и се што следува би требало да следува на тој родител, не му следува. Исто така имаме еднородителски семејства кои се настанати поради неприсуство на вториот, без разлика кој на вториот родител, кој во одредени случаеви, иако мал процент, но родител кој одлежува затворска казна, родител кој е во било која друга државна институција и му е неопходна било каква помош и поддршка во живеењето. Потоа постојат еднородителски семејства, онаму каде родителот е исчезнат или иселен од оваа држава и нашите закони и правила никако не го стигаат некаде по светот. Има еднородителски семејства кои се семејства каде што сама жена раѓа дете. Некогаш по сопствена желба, некогаш поради сплет на околности. Има различни типови на еднородителски семејства. Има и еднородителски семејства кои се по развод, но родителството припаѓа само на едниот родител. И најголем процент од овие различни типови и подтипови на еднородителски и на самохрани семејства, најголем процент ги предводат жени, па според сите глобални истражувања и во Европа и во светот и кај нас во Македонија, над 80% оние кои ги водат овие семејства се мајки. Затоа често кажуваме самохрани мајки.
Иако има многу сличности кога вака зборуваме помеѓу еднородителските и самохраните семејства и кај нас и во светски рамки, се чини дека разликите се јавуваат кога треба да имаат одредени системски придобивки, особено кај нас, кои што не им следуваат. Например, кога треба да стигнат до некаква помош, до некаква стипендија. Што во тој случај? Вака, според статистиките на Евростат, еднородителските семејства секаде во светот се двојно пати под поголем ризик од сиромаштија за разлика од двородителските семејства. Па затоа државите осмислиле начин како тие да бидат оној втор родител кој во пракса најчесто не придонесува, па така ги поддржуваат своите овој тип, да речам, на семејства. Ние ова прашање го истражуваме навистина веќе одамна, и кога почнавме да ги правиме првите анализи и истражувања со мојата организација пред речиси 15 години, бројките беа навистина застрашувачки кај нас и во светот. Но со текот на годините компаративните анализи кои ги спроведуваме даваат еден пораст на кривата на поддршка секаде и во најголем број држави во светот, додека пак кај нас, нашата земја, за жал, не прави никакви посебни и специфични мерки, како што тоа го прават државите кои живо ги сваќаат живо бројките и податоците кои излегуваат од истражувањата и анализите на нас експертите, туку нашата држава, за жал, прави уште еден вид на дискриминација со самата игнорантност кон оваа целна група. Споменавте дека правите одредени истражувања. Јас се обидував да најдам регистар, немаме регистар на самохрани родители, па од тука ме интересира како знаеме колкава е бројката на самохрани родители кои што постојат. Споменавте дека имате сознание врз основа на вашите истражувања дека поголем процент се жени. Да. Поголем процент се жени, за жал, иако долги години лобираме и застапуваме да имаме државен регистар на еднородителски самохрани семејства, во нашата земја не постои. Она кое го кажуваме во однос на бројките, секое трето семејство завршува со развод, додека пак од друга страна се повеќе, се поголем број на девојки и жени решаваат самостојно да зачнат, самостојно да родат дете или самостојно да продолжат со растење на дете, па така бројката на оваа категорија секоја година се зголемува со тенденција да расте, а се уште државата не одговара на начинот на кој треба да одговори. Би сакала да ја споменам финансиската како еден од предизвиците со кои се соочуваат, особено жените кои што се дел од средини на семејно насилство. Колку овој предизвик е многу важен и како да се изнајде решение, какви се искуствата од надвор кои што можеме да ги искористиме со цел да направиме промена за овие семејства во нашето општество. Според последните податоци, но исто така и во изминатите години, кога правевме минатата година фокус групи од 60 жени, 60% изјавија дека настанокот на нивното еднородителско семејство или самохрано родителство е резултат на долгогодишно семено насилство, по кое не постапувала ниту државата, ниту самата жена можела многу да направи кога нема соработка од другата страна. Така да само го потврдувам ова кое го кажа, и клучен проблем поради кое не излегла порано од тоа семено насилство се финансиите. Ова можеме да го видиме во сите глобални анализи и истражувања и го нарекуваме женска сиромаштија, но сите земји кои се справуваат соодветно со женската сиромаштија се справуваат нудејќи поддршка од државата, нудејќи транзиционен период на жената која не сакам да ја нарекувам жртва, но жената која трпела долги години насилство. Кај нас нема такво нешто, иако женските организации, морам да признам, навистина прават се што можат за да ја имплементираме во пракса нашата соодветна многу идеја. Во однос на сиромаштијата на еднородителските семејства, последен пат кога зборував со една жена, кога стапи во директен контакт, која имаше проблеми од овој тип,
баш ми рече: Дороти, не ми е проблем тоа што многу со денови и многу долго децата и јас сме гладни. Проблем ми е тоа што кога ќе настинам и кога ќе се разболам, нема кој да ме замени. Па вие од това може да заклучите дека до кој степен е женската сиромаштија застапена во овој вид на семејства, благодарение на непостоење на никаква поддршка од нас како општество. Колку децата кои што произлегуваат од овие семејства имаат можност да учествуваат, да бараат стипендија за образование, за факултет? Дали и тука не постои системска дискриминација? Така е, уште пред 7-8 години, кога почнаа да стануваат актуелни квотите на факултетите, на државните универзитети најмногу, нашето здружение застапуваше и лобираше за квотата на децата од еднородителски семејства да биде преполовена, онака како што спомнавме според податоците од Евростат, ризикот од сиромаштија во овие ситуации, во овие семејства е дупло поголем од оние семејства каде има два родители, па така таа година успеавме да избоксуваме намалување за 50% на квотите за децата од еднородителски самохрани семејства, додека пак следната година ситуацијата се врати да биде постаро. Пред се, бидејќи јас доаѓам од едно самохрано семејство, сватив дека навистина нема никаков документ кој што ги сумира сите податоци и потребни информации за помош и поддршка на тие семејства од страна на институциите. Па така, заедно со Станича, кој што е коавторот другиот автор на брошурата, решивме дека ќе ја напишеме оваа брошура, која што ги собира и сумира буквално сите информации кои што се потребни за функција на едно вакво семејство, од раѓањето на детето, дека некои градинки се бесплатни или се ослободени од партиципација за самохрани семејства, па се до моментот кога одат на студирање, дека студентски дом им следува бесплатно на овие семејства и така натаму. Бидејќи овие информации навистина им беа непознати на многу од младите кои што се од ваков тип на семејства. Најмногу споделуваат емоционални предизвици со нас. Најчесто сакам да верувам дека е поради тоа што ни веруваат, гледаат дека сме еднакви како нив и дека може да ни споделат и да се почувствуваат сигурно со нас, да ни споделат што ги мачи. Најчесто тоа се загубите на родител, кои што за жал стануваат се почести поради различни причини. Исто така и разводите. Многу од нив поминуваат низ развод на своите родители, кој што некогаш може да е навистина исклучително стресен и од сите начини, едноставно лош, не е убав за развојот на тие деца и млади. Така што најмногу споделуваат со нас тоа, секако тука спаѓаат и финансиските предизвици, бидејќи еден родител не може да даде како за двајца. Поред мене треба многу гласно да се зборува таа тема, бидејќи многу од родителите по смртта или по разводот едноставно имаат момент на психички пат, што е нормално, бидејќи се работи за голема промена во животот. И сметам дека недоволно е покриен тој дел. Ние се трудиме колку што можеме да им обезбедуваме некои сесии, но сепак сметам дека тие не се доволни и ниту е приближно доволно за колку е навистина потребно. Оно што јас го апелирам и ние цело време како здружение го апелираме и до влада пуштивме таква иницијатива, дека сакаме да има бесплатна психолошка поддршка при поминување низ вакви процеси, поради тоа што сметам дека навистина ментално тешко да се помине низ тоа. Разводите или смртта се дел од причините за формирање на семејствата со еден родител во нашата земја. Не располагаме со регистар за точно да се утврди бројот на овие семејства. Во македонското законодавство се уште не е дефиниран терминот еднородителско семејство, постои само терминот самохрани родители. Самохран родител е оној кој што ги врши само обврските околу децата, бидејќи другиот родител е починат, непознат или исчезнат, додека еднородителските семејства се уште немаат дефиниција во државата, бидејќи најчесто се разведени со својот партнер и општеството и државата не ги препознава. Институтот за семејни студии
долго време го истражува семејството и динамиките што се случуваат во семејството. Најактуелен е проектот за потребата од семејна едукација во Република Македонија. Тој е проект поддржан од Министерство за образование и наука, а го правиме заедно со Завод за социјални дејности, кој што пак е одговорен за креирање на социјални политики во Република Македонија. Овој проект има за цел да испита сензибилизацијата на општата популација за семејна едукација, но посебен сегмент се одвојува за оние семејства кои што се во процес на развод или се веќе разведени. Од тука ги испитуваме еднородителските семејства, односно ги испитуваме оние семејства кои што настанале еднородителски преку процес на распаѓање на бракот, што во суштина се најголем број на еднородителски семејства. Еднородителски семејства од повеќе причини. Значи, може да биде загуба на партнер или смрт, може да биде развод, може да биде еден од партнерите да биде во затвор или на подолг, да кажеме, престој во странство поради болест или работа. Така да плејадата на еднородителските семејства е навистина голема. И токму затоа и проблемите и потешкотите се многу големи. Пред се станува збор за осаменост, преоптовареност, потоа психолошките проблеми може да бидат стрес, анксиозност, депресивност, дури понекогаш и суицидални мисли. Во законската регулатива во Македонија постои термин самохран родител, кој се споменува во Законот за пензиското и инвалидско осигурување, како и во Законот за социјална заштита, но тој во смисла на негово дефинирање не е опфатен со Законот за семејство, ниту со некој друг закон. Законот за семејство е матичниот закон кој што треба да ги дефинира и при тоа треба да се внимава да не се исклучат ни една причина поради кој што може да настане еднородителското семејство. Јасна дефиниција ќе води кон јасна реализација на правата на овие семејства. Нашите искуства се базирани пред се на самохраните семејства, бидејќи самохраните семејства се дел од Законот за семејство, односно во делот за поемник, каде што под еден правилник се овие семејства вметнати во законот и се однесува само на родителот кој што го одгледава сам детето во случај кога другиот родител е починат, ичезнат во затвор или му е одземено родителското право, додека еднородителските семејства не се во законот, воопшто не се појавуваат низ законот, но се појавуваат низ пракса и тоа во одредени документи, во стратегии, во извештаи, што на некој начин во догледно време дава потреба дека овие семејства треба да се регулираат. Инаку, еднородителските семејства, дебатата за еднородителските семејства е отпочната во 2016 година и ние така наредна година имаме точно една декада каде што имаме една неуспешна дискусија и имплементација на самите разговори и процеси кои што се однесуваат на еднородителските семејства, сушност е на семејствата кои што се разведени или се невенчани брачни партнери, кои што имаат деца. Многу родители што сами одгледуваат деца можно е да имаат ограничен финансиски фонд, бидејќи живеат од само еден приход. Тоа значи дека децата често ќе пропуштаат одредени активности, курсеви или слично, бидејќи родителот не може да си го дозволи тоа. Во зависност од бројот на деца во домот, дури и образованието и облеката може да се вистински предизвик за родителот. Оно што се случува во македонските семејства е идентично со оно што се случува, односно предизвиците со кои што се соочуваат семејствата надвор од Македонија се слични со оно со кои што се соочуваат тука. Би ги издвоила финансиските предизвици. Семејствата, еднородителските семејства имаат приход само од еден родител, што значи дека двојно се намалени приходите, а трошоците на домаќинството генерално остануваат исти. Од тој аспект понекогаш родителот ќе треба голем дел од времето да потроши на своите работни обврски, да придонесува повеќе за семејството, со постојање на ризик да ги занемари своите родителски обврски, а особено да се занемари себе на индивидуално ниво, што понатаму пак води до низа емоционални промени, како страв, неизвестност, што ќе се случи во иднина, потоа прашање од типот дали сум добар родител, дали обезбедувам најсоодветна средина за растење на моето дете. Понекогаш се соочуваат со фактот дека треба да објаснат каде е другиот родител, зошто го напуштил семејството, или пак ако имаме семејно насилство во семејството, тоа се сериозни трауми кои што оставаат трајни последици како врз родителот кој што е дел од тоа еднородителско семејство, така и врз децата кои што можеби биле сведоци или можеби биле жртви на семејното насилство. Предизвиците се големи, во услови на финансиски проблеми, во услови на недостаток на социјални бенефиции и поддршка, во услови на емоционални проблеми се намалуваат и социјалните контакти на овие семејства.
стануваат поизолирани, немаат време за дружба. Паралелно со тоа се намалуваат неформалните поддршки кои што ги имаат, се зголемува стигматизацијата, предрасудите. Издршката, позната како алиментација, е важна правна и финансиска обврска во Македонија, која има за цел да обезбеди финансиска поддршка за членовите на семејството, кои не можат самостојно да се издржуваат. Обврската за исплата на издршката, односно алиментацијата популарно наречена, е обврска на родителите да ги издржуваат своите малолетни деца. Регулацијата е содржана во Законот за семејство, каде што е определено дека родителот кој што не живее заедно со детето, има обврска истото финансиски да го подкрепува, односно да исплаќа издршка. Сега, во зависност од возраста на детето, во зависност на потребите на детето, во зависност од приходите на родителот кој што ја дава издршката, постојат различни варијации во поглед на висината. Најчесто во праксата во Македонија издршката изнесува некаде од 20-30% од личните примања на родителот, меѓутоа истата може да биде и во повисок износ, сето тоа зависно од реалните потреби на детето и од можностите на двата родитела да стекнуваат и да предонесуваат во издржувањето на детето. И покрај таа што е обврска, честопати во пракса има проблем при нејзиното спроведување. Генерално, најголемиот проблем е траумите кои што се создаваат кај детето, затоа што издршката се дава за покривање на потребите кои што детето ги има во секојдневниот живот. Траума на детето, штета на детето, неможност за исполнување на сите училишни и вонучилишни активности, притисокот кој што се прави во кај детето, знаете, родителот кој што го чува, ете гледаш, татко ти, мајка ти не те сака, оставен си кај мене, без мене си ништо. Така да од двете страни се прави еден психички притисок на детето, кој што резултира со тоа што дека тоа дете утре ќе трпи трауми во фазата на својот понатамошен развој и развиток како личност. Неплаќањето издршка или алиментација во Северна Македонија е кривично дело. Постапката е институционална. Значи можеме да ја поделиме на два дела. Едното е преку поднесување на барање до Центарот за социјални работи, каде што постојат механизми да се ограничи видувањето на родителот кој што не плаќа издршка. Меѓутоа, најчесто во праксата, согласно Кривичниот законник на Република Македонија е определено кривично дело неплаќање издршка. Така да, родителот кој што не добива издршка за детето кое што го чува, односно му е доверено на чување, воспитување и одгледување, има право да поднесе кривична пријава до јавното обвинителство. Таа кривична пријава подоцна се процесира до Кривичниот суд, кој што изрекува пресуда. Пресудата може да биде или парична казна, или затворска казна, која што најчесто е субституирана со условна осуда, каде што лицето се обврзува доколку во определен временски период го исполни правото да не се извршува казната која што е одредена со кривичната пресуда. Проблем е кога младите од самохрани семејства се родени надвор од брак, дете од еднородителско семејство во вонбрачна заедница. Кај нас постои една регулатива за семена пензија од родител, каде што ги опфаќа младите од самохрани семејства. Но доколку нивниот родител е пишан во изводот на матични родени на детето, односно и само доколку родителот има години на работен стаж, во тој случај детето прима негова семена пензија ако е во образовен процес, максимално до 26 годишна возраст. Но тоа не е случај кога починатиот родител го нема признаено детето или пак родителот е исчезнат и непознат, но дури и кога едниот родител е во затвор повеќе од 3 години. Во овој случај, децата и младите од самохрани семејства при ваков пример остануваат без дополнителна финансиска поддршка и помош, со што дополнително го отежнува процесот на задоволување на основните материјални потреби за живот. Проблемот потекнува од недефинирањето на овие самохрани семејства, иако дебатата е отпочната и е промена на семејниот законник, сепак ние во јавноста тој закон се уште не може да го видиме, бидејќи е во фаза на изработка во стручната јавност, но што се однесува до одредени политики кои што се наменети на пример во образованието, тука спаѓаат и самохраните, но и децата кои што, односно младите кои што доаѓаат од разведени семејства, но сепак постои тенденција државата се уште да ги гледа како маргинализирани групи на граѓани и да не ги издвојува по посебни критериуми, а при тоа ова демографска популација трпи бидејќи си има своји потреби. Единствена поволност имаат самохраните родители, каде имаат право на бесплатна градинка, но ова не важи за еднородителските семејства, особено во семејства каде едниот родител се грижи за детето или децата, а другиот се оградува од обврската. Нашата република за жал се уште нема регистар за овие категории на граѓани, а со тоа ниту има доволен број на информации колку млади потекнуваат од ваков тип на семејство.
државата во секој момент има точен приказ и точен број во однос на колку е потребата на овие самохрани семејства во однос на социјална помош, во однос на стипендии за нивните деца, во однос на потребата за градинка, во однос на субвенционирани станови или социјални станови. Во секој момент, не само на национално ниво, туку на локално ниво, и самата општина може да направи и баланс на своите пари, бидејќи не секоја година и не секој семејство ги има истите потреби од социјалната заштита и социјалните услуги, и така одредени пари може да се насочат кон самохраните семејства, а се разбира доколку нема потреба да се искористат и за другите работи кои се потребни на самата општина или на државата, но со оглед на пописот кој што го имаме, таа бројка моментално е офатена само за самохраните семејства и некаде изнесува околу 35.000 на семејство, односно на родител кој што има дете до 25 години. Основањето на алиментацијскиот фонд всушност би го контролирал и одржувал процесот на навремено плаќање на алиментацијата. Ако треба да издвојам, можеби најбрзо треба да го издвоиме алиментацијскиот фонд, нешто за кое што со години наназад се зборува. Зошто е важно? Затоа што еднородителските семејства имаат проблем во наплаќање на алиментацијата, постојано се доцни или не се исплаќа, дури се манипулира со средствата кои што треба да се издвојат како алиментација од страна на родителот кој што е обврзан да плаќа. Алиментацијскиот фонд нуди поддршка, односно државата обезбедува алиментацијата. На тој начин имаме непрекинат прилив по основ на алиментација во семејството, а и семејството не се соочува со страв, дополнителен стрес во однос на тоа дали тие средства ќе стигнат. Тука се даночните олеснувања, самохраните кои што ги спомнав, кои што се дефинирани во Законот за социјална заштита, имаат право на партиципација за предучилишни установи, меѓутоа бесплатно и уште така подобро, дури и првенство треба да имаат според нас предимство при запишување во градинките, што знаеме дека предучилишните установи ни се тесни. Родителите од еднородителските семејства немаат задоволителна поддршка од општеството при остварување на својата одговорна улога. Секојдневно се изложени на предрасуди, а ова особено се однесува на разведени родители и родители кои не живеат во заедница со партнер, што неминовно води кон маргинализација во општеството. Исмејувањето и потценувањето е дури и поголемо ако станува збор за жена која сама се грижи за своето или за своите деца. Еднородителските семејства се изложени на голем стрес и притисок од општеството и средината во која живеат. Тоа значи дека поголемата оптовареност во однос на еднородителските семејства паѓа на мајката, така да имаме една родово обоена димензија и една потешкотија на жените, да кажам, дополнителна. Меѓутоа, сето тоа има влијание и врз развојот на децата. Голем број на студии се направени во последните 3 децении, кои што зборуваат за негативните последици врз здравјето на децата. А тоа се проблеми со емоционалната регулација, потоа проблеми во однесувањето, едни ризични однесувања по здравјето, злоупотреба на алкохол, потоа проблеми со социјалните интеракции, емоционалната регулација и многу други проблеми, меѓутоа многу често се јавуваат и послаби академски постигнувања. Родителите од овие семејства немаат задоволителна поддршка од општеството при остварување на својата одговорна улога. Тие секојдневно се изложени на предрасуди, а ова особено се однесува на разведените родители и родители кои не живеат во заедница со партнер, што неминовно води кон маргинализација во општеството. Исмејувањето и потценувањето е уште поголемо ако станува збор за жена која сама се грижи за деца. Од една страна, еднородителските семејства не често се справуваат со сиромаштијата. И сиромаштијата е еден од факторите кои што придонесува кога вие не знаете дали утре ќе имате доволно средства да се прехраните себе си и своите деца. Во таа смисла, навистина потешкотијата е голема и навистина има големи последици врз менталното здравје на без разлика дали се работи за мајка или за татко како еднородителски семејства. Потоа, друг голем проблем е всушност стигматизацијата.
Значи, моделите кои што кај нас се сервираат, па дури и во јавноста, во социјалните медиуми, тоа се среќни семејства со мајка, татко, потоа две деца и така натаму. И всушност тие социјални модели не се прикладни на оно што се еднородителските семејства, поради тоа постои таа една стигма или дискриминација. Организацијата на семејството е нешто што е со векови присутно на одреден начин. И тоа е приказната за јасна распределба на улоги, за патриархатот, за доминантната улога на мажите, за подредената улога на жената во семејството. Значи, тоа е нешто што до вчера, да не кажам и денеска уште го имаме во голем број на средини и култури. И промената која што се случи во рамките на таа семејна организација, ние имаме голем број исто така на предрасуди. Знаете, дека предрасудата е дека мажот е глава на семејството, што би се значило дека ако нема маж во семејството, семејството е обезглавено. Мажот е стопан врз жената, што значи дека жена која што е сама во семејството е без стопан. Нели? Тоа е како да е баш онака како што рековте распуштеница. Не е случајно тоа. И исто така во однос на родовите улоги, различни предрасуди поврзани за улогата на мажот и жената во партнерскиот однос. Во тоа што значи неверство за маж и што значи неверство за жена. За маж, ако изневери, барем и дури имате во одредени култури, е тоа нормализирано, прифатено, очекувано, охрабрувано. И маж кој што има повеќе жени или кој што успева кај повеќе жени е мачо маж, тоа е мажиште, нели? А жена која што ќе се случи, да не кажам ќе си дозволи да има вонпартнерска врска или да има врска со, дури да не е во брак, да повеќе, веднаш добива епитет на, нели, проститутка, распуштеница, тоа е она приказната без стопање па е распуштена. И нормално е дека од тука нормално, очекувано е дека од тука ќе произлезат и одредени предрасуди во однос на самохраните жени и нели целовитите семејства, како би се рекло. Нормализацијата се гледа низ семејство мајка, татко и по можност 2 до 3 деца. Тоа е дефиницијата за нормалното, нели, во семејството, што е далеку од вистина и има огромен број на самохрани или еднородителски системи, како ние ги викаме, кои што се далеку пофункционални од двородителските системи. Меѓутоа, останува таа приказна заради тоа што и тоа е различно. Оти ако ние прифатиме дека, односно ако се прифати дека и тоа е еднакво вредно како и ова, постои опасност дека ќе ги охрабруваме жените се почесто да не трпат доминација на мажот, да не трпат неправда, насилието да не го трпат и ќе се осмелуваат. Пред 5 години Васка Леонтич со нас ја сподели својата лична приказна како родител од еднородителско семејство, откривајќи ги сите предизвици со кои се соочила, иако не ги очекувала. Преголема беше желбата да бидам мајка и да имам дете, така да меѓутоа не знаев како тоа моето семејство ќе го поднесе, како ќе изреагира на мојата одлука. Меѓутоа имав почина татко ми пред година дена, прекрасен татко кој во се ме поддржуваше и во кариерата и во севкупни мои одлуки. Секогаш се консултирав со него, тој 36 години живееше во Германија. Неговите размислувања и сваќања беа неадекватни за нашата средина и бидејќи тој ги следел сите работи како се одвиваат меѓу младите во Германија, многу добро ме поддржа, само ми рече знај дека нема да биде лесно. Јас него сватив тоа што сакаше таа порака да ми каже. Ти си сама во оваа работа, ние со едната нога сме во гроб, бидејќи сме возрастни, 84 години имаше татко ми, мајка ми 80 години. Од нас можеме доека сме живи да ти помогнеме, колку можеме, меѓутоа не можеме да ти ја чуваме детето, не можеме. Ти организирај се пред да се роди, најди жена, најди помош, организирај се тимски, бидејќи ние физички тоа не можеме. Можеме материјално да ти помогнеме, меѓутоа колку што можеме, меѓутоа не физички. И јас не ја сваќав толку сериозна работата, морам да бидам искрена.
Тоа беше се што ви подготвивме во оваа емисија. Довидување до следната прилика.